Krwi pompa zimna!
Шесто издание, шеста година до Зора. Што се дешава оваа година? Оваа година планираме да спремаме нешто малку поинако, значи. Ќе го правиме настанот на базен. Планираме таму се да го преместиме, целиот декор што го имавме од лани исто да го преместиме и да пробаме што ќе направиме овој пат во градот. Лайнап за оваа година идеме, значи, Jantrix и Spirit Architect back to back, 3 сати ќе не почестат со нивни микс. Деа Пурпуреа, македонска кралица на трансот или нешто слично. Кодра, Модуал, Блендимур. Последна година во природа што бевме, имавме малку проблеми со вода, со струја, ДЦ, работи да не големи проблеми со тоа и за тоа сега малку планираме да го преместиме урбанизирате. Да, во урбано место. А последна година може ќе искочи да идеме и во планината во природа. Причата почнува од монотонос. Чалга, лоша музика, празно лето, си идеме студенти, празно лето, ништо, не убиваат со музика. Идеја на другар. Првичната замисла свирка, гитари, али ајде зашо да бидат гитари, веќе видено, шо не биде електронска музика. Се роди идеја. Прва година 50 луѓе, втора година 150, трета 300, 400, за до лани да стигнеме до 700 луѓе. Да, си расте фестивалот Од година во година. Оваа година најако очекуваме да биде. До сега највеќе значи локални некои предпријатија што можат нешто да ни помогнат, да ни дадат некој материјал, Подршка као. некоја подршка, чисто така од нив, иначе повеќето подршката си е наша лична инвестиција. Да, али секоја година И идеме. исто Да, одиме со подршка со од подршка општината. од општината. Тие се... Со големо. Не така. Да, за прв пат имаме и гостино странство, кој ќе не сабајле дани из Грешница ќе не почита со свој сејац. И се отвара, да. Тоа е диџеј кој? Далтон. Далтон. Да, Од Загреб. да. Супер. Карти, продавање, какви ствари, кај може да се најде? Продажба нема, на врата тоа. На врата ќе биде. Врата колку До кошта? 12 саат 200 денари, после 300. 200 со 300. Да, така рече. Во солидно. Па, И си имаш штандови за пиво, Да, све што да се... Храна, храна. Пиво, храна, чип фуд, чип дринкс. Делчево до Зора 2017, 5 и 8 ве чекаме сите на денс флорот, не се двумете, доаѓајте.
Zion I soldier want tell one thing. I tell you one this a real story about the Batman world we are living in. Yeah man, it's a teaching of the Rastafari. I tell it now. 34-year-old, real story one, real one. Cause it's a Batman world. For them don't give away. Judge of people never say. And it's a Batman world. For them no fight time. We get it and every day. Cause it's a Batman world. For them don't give away. And you know your people say. Cause it's a Batman world. For them no fight time with Jennings. One of race. Only way you can fight time go. Oh yeah, you're crazy that won't find me alone. I tell you about the people them a run fight until I get my little pieces and fight me and me. So if you got your job, if you got your things, I am not messing with no trouble like thing. It's a bad minute wise, I'm gonna fight in the rise, I'm gonna come in a minute and go. I can no get a wide, so watch around you learn. No fight and then tremble upon the mighty judge of Thomas and so we are telling I can see this sound. Watch it is another before you come in around. Batman world, freedom don't give up. Еве сме тука со RGB од Крива Паланка. Или РГБ. РГБ или РГБ. РГБ. Зависи од кое германско говорно подрачје доаѓаш. Или во Македонија од дека си, ако си од Штип. Што ви значи тоа? Што се Има случи некоја... со име? Тоа акроним значи Red Green Blue. Ага, Основните оно, во инспекторати, телевизијското. така, телевизиската, Red Green Blue. Значи акронимот е RGB. Тие бои. Кажете ми сега, тука сме по повод вашата новиот сингл кој го најавува албумот и видеоспотот што се направи за него. Малце поеќе околу тоа, господин Александр. Па вака, спотот е спремен, значи пуштен на YouTube. Сите што сакат може да го дзирнат. Од RGB, насловот на песмата е Разбуди се. Спотот е монтиран од наши настапи низ Македонија. Верувам дека ќе ви се допадне. Тоа е као лайв видео нешто од Да, настапот. да, као лайв видео, повеќе као промо видео, така да кажем. Добро. Синглот кој го спецка музиката, тие ствари. Заедно свирите, Музиката заедно. ја правите. Заедно, да. Снимавте, Да, да. кај го снимате материјал? Снимано е во Куманово, кај дел остава токото ден до Што чое. не се тука, Што да не ги се тука. поздравиме Ацко и Милош. Александар и Милош. Така, заеднички дел, голем дел. Ние тука, пошто они се Куманово, ние Крива Паланка. Ке се оставиме, проба, Да, снимање. RGB е уствари така Да. микс кумановско-кривопаланечки бенд. Да, Шопски. може да се каже. Шопски бенд. Текстот е инспириран од она летаргија која што подугачок временски период живееме. И она култното утре ќе биде подобро. И сега додека да дојде тоа утре, во суштина ние сме се промениле. Значи сме остареле, се промениле нештата. Значи пораката е таа, порано да се разбудиме и да ги согледаме нештата реално како што се. Колку имате? Ова ви е втор сингл, ако не се лажам? Да. Втор сингл, да, првиот е Убаво е, објавен 2015. Сега е Разбуди се и Систематски работиме, така? да, И систематизација. албумот кога се Тоа очекува? здрави, живи септември. Септември треба да го Овој. комплето. Да, снимен е готов. Да го имаме у руки во септември. Да. Да, го Да, имаме у да. физичка форма. Може да На кој формат ќе? Седе? Седе, На CD? да, винил може покасно. Уште некој видео нешто се планира? Уште некој сингл се крие ли у тие Планираме да пуштиме уште еден сингл непосредно пред промовирање на албумот. Значи тоа ќе биде крај август, почеток на септември. Така да ќе бидете благовремено информирани и вие. Значи
Албумот како се вика насловот на албумот? Има на Мамор Мамор неутро. Тоа е као препознатливост на бендот, кој ќе заглавите. У гаража. Ние си знаеме. Ние си знаеме. Иде белата. А има таква песна? Има, да, има Да? таква песна, апсолутно. Тоа да не е следниот сингл. Па не, најверојатно не. Таа ќе остане за тие што ќе го купат Тие што албумот. ќе го купат албумот, да. Да ги слушаат Мамурни утра. Добро, дечки RGB, thank you very much. Се гледаме следна прилика. Нека го гледаат сите на YouTube спотот и на Блабла кој си пуштаат телевизија и тоа. Гачо, че пред некој ден го промовираше твојот трет спот. Кој имаш две EP-а, имаш трет спот, а си релативно нов артист на сцена. Од кај тој ентузијазм? Види ентузијазм. Тоа немам дали можеш да го кажеш толку ентузијазм колку би рекол најнормална работа. Многу сум работам на канал 130 во време сум во контакт со домашните артисти. Реално ова ми е влијание од Диско, Диско на едно интервју в канал 103 пред 2 години, која ја му го поставив истото ова прашање, што ми истрчаа со 2-3 спота. Као, така ентузијазмот имам вече, као, знаете бе, као, не е тоа ентузијазм, она модерно доба, секој има камера во джеп. Така што секој може да истрча со некој видео. А дефинитивно на луѓето им е позабавно кога песната прикачена на YouTube има видео, отколку кога нема. Друга дискусија е тоа што луѓе почнаа да слушаат музика на YouTube. И реално тоа е каналот кај што ти се обрекаш за да стигнеш до поголема публика и мислам би морало нешто да мрда на видео. Сега добре ако успееш да направиш нешто со што или со ефтини пари или без ич пари или со нула буџет кој успееш да домовиш атмосферата што сакаш преку песната. Којма немам, вајда ми не ми е полесно да размислям на видеото, пошто ние ја правиме песната и одно ми е у глава како тоа визуелно би ја презентирам. Нема сменето, реално ништо се нема сменето од времето кога почињавме со PMG, за жал. Мислам, реално поголемиот дел од луѓето воопшто не ги занима македонската независна сцена. С друга страна, во задниот 10 години македонската независна сцена си има многу јако ојачано. Веројатно и од тука треба да се гледа мојот ангажман во сцената, пошто веројатно другите ме повлекле да почнам и ја да се бавам со истото. А од друга страна, од трета страна, да, лудо време е да почнеш да се бавиш со правење песни, поготово од мојата гледна точка, пошто ја гледам каде тие гениални песни завршуваат. Мислам, има последниве 10 години цел еден тон гениални песни кои што не се мејнстрим хитови во Македонија. Далеко од тоа да бидат мејнстрим хитови, они се тоа што биле, значи тежок underground. Мислам, за кого и да збориме, значи има еден тон артисти таму, сега нема да вадам ниту еден, него ќе кажам дека сите се онакрајно професионални, значи имаат песна, имаат видео и тоа е игнорирано од сите мејнстрим медиуми. Зашто мислиш дека е игнорирано? Па не ги занима, едноставно не ги занима. Многу им е полесно да идат на она што им е натацна и жвакана. Па кога некој новинар треба да излезе, треба да дигне 2-3 телефона, треба нешто да сработи. Овие другиве му се сите тука натацна. Појма немам бе зашто? Вајде од мрзливост, од неорганизираност. Што ти се мота у глава? Што е тоа што ти сакаш да го направиш во автор? По моментот се што сакам да направам е да го завршам албумот, кој што сум почнал да работам.
мислам дека више е безбедно да се каже дека се вика првиот македонец во вселената. Си имам представено некои дедлайн, но тоа е оваа зима. Зимата трае до почетокот на следната година, така што мислам дека временски сум сосема окей. Едва и чекам она што бијам тетрадката и у глава да го пренесам во студија и да видам што ќе се случи. Значи, како автор ме занима исклучиво тоа, ништо повеќе, само да завршам мојот студијски албум. А каде ќе ме однесе или каде ќе ја однесем музиката, каде тие песни ќе завршат, не знам ни јас самиот момент, пошто соработувам со различни луѓе на различни песни, секој од тие луѓе носи свој правец и така што не знам кој музички правец би се одвале останатите песни од Деви албум. Дефинитивно не би го издвоил од тоа што припаѓа, он припаѓа на скопската андерграунд сцена, значи она сцена која што пуно години наназад силовито прави добри песни, а сцена која што е игнорирана од повеќето мејнстрим медиуми и не би рекол повеќето луѓе, пошто сцената која сцена работи и постои, макар се и концерти зашто се случуваат таму се доказ дека сцената постои, меѓутоа дека сцената е непозната, тоа останува како факт и ја мислам дека Александар Велики дефинитивно си стои тука, мислам, со својот матичен бенд, PMG, со другарите, Джон, Бернес, Пропаганда, со скопските бенди. Вие колегите реагираат позитивно, ама ја мислам дека они не се пример, пошто имаме стварно фантастични односи и се сакаме едноставно. И ме сакаат и да, фино реагираат кога гледаат дека работам нешто. Им се свига, да. Меѓутоа тоа е само првото скалило, би рекол, што треба да го изводиме, пошто ако ние сакаме да излеземе од андерграундот, ако сакаме да тргнеме и да се пробиеме кон таа мејнстрим публика, ние треба да ги заинтересираме луѓето што в принцип не се интересираат за музика. И тоа скалило што треба да го поминеме, не јас како артист, него сите ние како независна сцена. Значи, треба некако да ги натераме тие што не сакаат музика, да им кажеме првиот порив да ги направам песните ми е од чувството дека нешто е многу погрешно со све околу нас. Значи, у принцип, ја сакам да укажам на некои работи и ради тоа тргам да ги напишам тие песни. А да, сакам да им ги укажам на луѓето преку некоја мелодија која што лесно ќе им влезе во глава. Значи, Александар Велики ќе се бави со сумњиви теми цело време. Мислам, сумњивите теми го тераат да постои како музичар. И ќе се труди да ги склопи сумњивите теми у што поп композиции може. Како би ги заинтересирал тие што не ги интересира музика. Пак ќе видиме како стигне. Вака размислам. Дека ќе има настапи уживо, тоа не е тема на дискусија. Од друга страна имам срека да може више над 10 години свирам у бенд кој што го сакам и бенд што ме сака. Тоа е PMG колектив. Така што ја плочи више и имам свирано еднаш уживо со нив и тоа беше баш супер искуство у насока на тоа што би требало ја да очекувам како автор при презентирање на својата музика. Значи, ја не знам како би изгледало тоа, али реално мислам дека најсреќен би бил кога тоа би го, кога мојот соло материјал би го освирил со моите најблиски другари, со луѓето со кои што свирам, а тоа е бендот со кој што свирам. Пази, ја у мојата глава, онака приватно, имам поделено кој што би работил при тоа, ама реално, пошто не сум поразговарал со луѓето. Значи, ја би бил најсреќен кога они би имале време да застанат заради мене и као, ајде сега да видиме како тоа ќе го направиме. Дефинитивно најсреќен би бил со нив. Од друга страна, по цело време кога размислям за жив бубањ. И искрено појма немам како ќе изгледа тоа, ама да, знам дека ќе седнам и ќе посветам доволно време и
Мислам дека ќе одговорам на предизвикот да биде лајвот кој што треба. Грчо, што? Зашо мислиш дека плочи се враќаат денес и колку твои се враќаат и кои луѓе се враќаат? Пошто ти го опеа тоа, ти го опеа. Ја го опеав тоа, ја би рекол дека го опеав тоа на два пати. Значи да, као не плочи, као гледаме сега плочи. Океј, дуфтаме многу пари на плочи. Али од друга страна, кога би требало да си ги покажам неколкуте лудила своји, кои што ги признавам дека постојат, пошто нели сите ние сме луди на свој начин и некои лудила си ги признаваме, али некои лудила не си ги признаваме. Тие лудила што си ги признаваме, едно од главните моментов ми е давање еден тон пари на плочи. Значи, луда е ситуацијата у 21 век, ние да го правиме тоа. Значи, се наоѓа на еден клик од нас. А сега ние трошиме пари за да купуваме плочи. Мислам, трошиме и ресурси, бе, брат. Значи, пластика, онака, трошиме ресурси у ова луда доба кај што не смееме да трошиме ресурси за на непотребно. Ова е непотребно, али пак го правиме. Зашто го правиме? Многу ми се свига. Многу ми се свиѓа кога го имаш продуктот. Може да сме така научени, може да сме таа генерација што први пат кога сме купиле албум било на плоча. Али ми се свига. Нема ни една друга причина зашто го правам тоа со плочите, купување и зашто сакам мојата музика да има на плоча. Ми се свига, ништо повеќе. Сите луѓе луди и јас сум нив и ти со нас. Сите луди. Сите луѓе луди и јас сум нив и ти со нас. Сите луди. Светот безповраток луд. Соучесник ти и никој друг. Другарите сите непоправливи. Заедно играме недопирливи. Сите луѓе луди и јас сум нив и ти со нас. Сите луди. Сепак број 1. Лудилото расте, непремислив беден. Невозможна мисија. Опушти се, надмини ја. Драги гледачи, ја прекинуваме програмата за најновите вонредни вести. Иднината е се уште далеку.
луди. Сите луѓе луди. И јас сум нив, и ти со нас, сите луди.
All the process of me